Здраво на сите и денеска ќе разгледаме алатката SpectraOps.io и SpectraOps.io представува веб алатка за сканирање на GitHub Secrets, тоа е Secrets кои што се наоѓаат во GitHub репозиториуми и како што кажеме GitHub Secrets, тоа е Secrets се приватни информации кои што не треба да бидат споделувани, например како што се пасворди, API кучеви, конекцијски стрингови до некоја база и така натаму. Значи SpectraOps.io е веб алатка која што користи хибриден енџин за сканирање, тоа е детектирање на GitHub репозиториуми, како што се користи вештачка интелигенција и користи и различни алгоритми за детектирање на secrets. Значи за да користиме ова алатка може да одиме на линкот SpectraOps.io и овде може да побараме демо за целосна верзија од апликацијата или може да кликнеме на Free Trial и да користиме апликацијата со креиран акаунт, но апликацијата ќе биде со неколку лимитирани, тоест неколку ограничувања. Значи кога ќе кликнеме на Free Trial и ќе направиме акаунт, ќе ни се појави дешборд од апликацијата кој што имаат секрет, например со Docker Magento, со означено со црвено квадратче. Потоа да го кликнеме на Sources, може да додадеме нов source, тоест може да видиме дека оваа апликација може да работи врз неколку платформи, како што се Jenkins сервер, Travis сервер, потоа може да работи на Cloud, како што е на AWS, Google Cloud и Azure, потоа може да сканира GitHub репозиториуми, кој што е цел во нашиот случај, потоа може да се интегрира со Terraform Cloud, но може да се интегрира со Visual Studio Code, тоест во IDE, но може да работи и во Slack или Jira, тоест може да детектира, тоест да мониторира за апликации, за API кучеви и пасворди кои што се споделуваат во Slack или Jira каналите. Потоа, доколку одиме во Reports табот, може да видиме извештај од сканирањето и како што може да видите, може да ни даде на која платформа е извршено сканирањето, тоест во овој случај github.com, во кој GitHub репозиториум имаме најмногу secrets, например во Docker Magento и во Assets репозиториумот, но може да видиме и топ проблеми кои што се сканирање, тоест, например, ни укажува дека најчесто secrets, тоест имаме secrets во конфигурацијски фајлови. И докато одиме во Assets може да видиме неколку GitHub репозиториуми кои што се сканирани, например како што се CSS курс, C# Learning, Docker Magento како што напоменав, и доколку например избереме Docker Magento и доколку кликнеме на C Expose Secrets, тоа е Secrets кој што ги најде оваа апликација, може да видиме дека ни потенцира да не користиме latest stack за даунлоадирање на Docker Hub слика, тоест слика од Docker Hub, бидејќи доколку некој не го провери GitHub репозиториумот, ќе знае дека користиме најновата верзија на апликацијата, но од една страна ова е добро бидејќи сегаш користиме најнова верзија од апликацијата, тоест ранливостите кои што постоеле до сега биле закрепени, но потребно да го тргнеме latest тагот доколку ја аплодираме апликацијата на GitHub репозиториум, дури доколку таа апликација не се користи веќе, тоест е стара верзија. Потоа може да видиме дека откриен secrets, тоест дека се видливи MySQL детали за конектирање, тоест во db.environment фајлот, но и исто така и во setup.install фајлот, и доколку кликнеме на ова, ќе ни го отвори GitHub репозиториумот, тоест тој конкретен файл, и кој што може да видиме, MySQL хостот е DB, root passwordот е Magento, името на датабазата е Magento, MySQL юзерот е Magento,
и ред други работи. Значи, како што може да видиме дека оваа апликација е многу лесна за користење, и најчесто се препорачува кога е некој почетник во скенирање на витка препросторен, бидејќи не е во command line интерфејс како што се и другите апликации, тоест да се наведува regex, различни YAML файлови и така натаму. Ви благодарам за вниманието и за гледањето на ова видео.